Во студио 10 го имаме и директорот на Здравствен дом Скопје, Виктор Исјановски. Докторе, добре дојдовте. Добро ме најдов. За неколку часа требаше да пристигнат првите вакцини од Pfizer од Србија. Официјално премиерското примопредавање е одложено, нема да се случи на Табановсце и тоа беше одложено доцна синоќа. Дали вие сте информиран кои се причините за одложувањето на вакцините од Србија? Јас искрено немам таква информација добиена или некоја било друга информација зашто е одложено, значи, донацијата и примопредавањето на вакцините. Добро, ви беше најавено дека треба да пристигнат, предпоставувам. Дали се подготвувавте? Да, Дали се подготвувавте за Да. денеска? Што вклучуваат тие подготовки? Што беше подготвено за Pfizer вакцините? Значи, моите последни информации беа дека Здравствениот дом Скопје требаше да обезбеди тимови од доктори и од медицински сестри. Вакцинирањето требаше да се врши во кругот на клиничкиот центар Скопје и овие вакцини беа наменети за медицинскиот персонал кој што беше пријавен изминатиот период. При нивното повторно пристигнување во нашата држава, ние сме повторно спремни затоа што нашите тимови имаат обука посебна за оваа вакцина, а за останатите вакцини кинеските исто така сме подготвени во Здравствениот дом Скопје. Според ваша проценка, со која вакцина ќе се почне имунизацијата, со оглед на тоа дека 15 или 16 би требало да пристигнат и кинеските вакцини за вакцинирање на околу 100.000 граѓани, тоа се 200.000 дози. Да, видите вака, ние за граѓаните сме спремни, значи, вие знаете имаме 7 поликлиники кои што ќе бидат отворени, еден дел ќе имаме и прва и втора смена, во другите поликлиники ќе имаме само втора смена, со која ќе се започне, јас сметам дека овие Pfizeровите ќе стигнат побрзо, се надевам дека овие денови и како што најави и Министерството во првата фаза ќе бидат здравствените работници кои што се најизложени, значи работа директно со ковид пациенти, а втората група се граѓани над 70 години. Со оглед на тоа дека бројките велат дека во Скопје има околу 2000 здравствени работници кои треба да се вакцинираат, поправете ме доколку грешам, останатите се во другите градови низ Македонија, ќе имаат ли можност тие да бираат од која вакцина да бидат вакцинирани? За здравствените работници, бидејќи нели рековте веројатно ќе пристигнат прво тие од Pfizer. Па јас сметам дека нема да се има право, затоа што ние уште пред 2 месеци Министерството побара спискови на здравствени работници, конкретно и од мојата институција, каде што беа внесени матични броеви, име, презиме, мобилен телефон и тие здравствени работници ќе бидат повикувани. Јас сметам дека во овој момент не е добро, доколку јас сум на тој список и ако ме повикаат, јас нема да бирам лично од мене па ќе тргнам која вакцина и да јас би ја примам. Да подсетиме, многу доста често информиравме во однос и на квалитетот на Pfizer, на AstraZeneca, на кинеските вакцини, па дури се дебатираше и за руската, за која што нема никакви најави нели на земјава. Што е клучната разлика меѓу онаа на Pfizer, освен начинот на чување и кој е специфичен под одредени температури и за кој што ние и набавивме фрижидери? Што е друго клучно во однос на квалитетот, еве прво да почнеме? Видете, јас знаете дека сум психијатар, јас до тој не можам толку да ви образложам во овој дел, али она што го знаеме и од Комисијата за заразни заболувања, убаво кажавте, значи начинот на чување, начинот на транспорт, специфичните услови, потоа Pfizeровата вакцина, да речеме тој флакон треба извесен временски период да се извади на една собна температура, да се врши една мала титрација за која што се врши обука кај здравствениот кадар и нејзината апликација. Додека кај кинеската
вакцина, таа е од 2 до 8 степени чување или до 6 сега, не ме зимајте точно, и веднаш се аплицира, нема никакви подготовки, значи не се губи време, може да ја споредиме како за сезонскиот грип, таа доаѓа, мислам, еден флакон, еден шприц игла и веднаш се аплицира и е доста, според мене, добра вакцина. Во однос на тоа, во однос на процесот на чување на вакцините и предпазливоста која што треба да се има со тие вакцини од Pfizer, за кои се планира да пристигнат и да се вакцинира медицинскиот персонал. Ние ги знаеме нашите патишта какви се, крпеници, не се сите на некое завидно ниво за да може да зборуваме за безбеден транспорт на вакцините од Pfizer. Дали во овој контекст може би има размислување дека медицинските лица од останатите градови би било подобро тука да се вакцинираат со таа вакцина отколку да се транспортира по другите градови? За да нема опасност од некакви оштетувања, зборува. Видете, тоа сигурно Министерството и со Министерството на Србија сигурно го имаат разговарано, сигурно тој транспорт нема да биде обичен транспорт. Во државата веднаш имаме фриждери, дури еден таков фриждер има и во здравствениот дом Скопје, кој што е веќе подготвен, поставен, и мислам дека на Институтот за трансфузиологија имаат исти таков фриждер. Ние сме сепак подготвени и тој транспорт сигурно нема да биде обичен транспорт, тоа ќе биде како и во сите останати држави, за да се следат сите тие протоколи. А во однос на тоа, лекарите, значи медицинскиот персонал, се вкупниот, дали тука ќе се вакцинираат во Скопје, јас немам таква информација, меѓутоа останува тоа да го прашате Министерството за здравство. Во однос на кадарот кој што треба да вакцинира, рековте дека нема потреба од некакви посебни подготовки за аплицирање на кинеската вакцина, меѓутоа за онаа на Pfizer и треба малку упатство. Какви обуки помина вработените и кој се беше дел од тој процес? Јас значи конкретно не Да, ве слушаме, повелете. Значи, јас конкретно не присуствував на тие обуки, присуствуваа епидемиолози од Министерството и од Институтот за јавно здравје, потоа наши вработени, конкретно одредени тимови, и сега исто така имаме и утре дополнително на кадар, на медицински кадар од Здравствениот дом Скопје, кој што ќе се обучува во кругот на клиничкиот центар. Во однос на другото прашање, во нашата држава веќе со години знаете дека основната примарната работа на Здравствениот дом Скопје е вакцинирањето, и тоа се искусни доктори, искусни сестри кои што веќе долги години го работат тоа наназад. И сметам дека било која вакцина и да стигне во државата, нашите тимови се подготвени. Доктор Исјановски, кој е најголемиот предизвик со кој се соочувате сега еве во очи на имунизацијата? Дали е во технички аспект, дали е од некоја друга страна? Технички сме доста добро подготвени. Сега еве во текот на овој денешен ден веќе правиме и прераспределба на кадар за сите тие позиции да бидат подготвени кога и да почнеме. Дури и Министерството да каже утре, нормално како и во секоја институција, знаете, фалат луѓе, фалат персонал, меѓутоа вака сме за сега добро спремни. Значи на територија на град Скопје ќе вакцинираме во 7 поликлиники, меѓутоа на 22 позиции. Спремни сме да отвориме уште 4 позиции, значи јас ги велам тие боксови, значи и да дојдеме до една зголемена бројка на 26 позиции. Кога очекувате да биде најголемиот притисок со вакцинирањето? Кој период? Со оглед дека треба да пристигнуваат тековно вакцини од оние кои што се најавени? Видете, светот гледате дека масовно веќе се вакцинира. Добро, некои одредени земји, па дури слушнав и Канада се уште не е започната со вакцинирањето. Јас сметам дека бројката ќе се зголемува од ден на ден.
Видовме од вчера е пуштена и апликацијата каде што граѓаните се пријавуваат лично или па Дали и може вие се матично. пријавивте? Вие немате потреба да се пријавувате бидејќи сте на списоците, така? Да, тоа значи ние немаме потреба, меѓутоа доколку Министерството не извести дека требаме и ние да аплицираме, сигурно јас како граѓанин веднаш ќе аплицирам, меѓутоа затоа мојата сопруга вчера успеа да аплицира. Само уште едно прашање. На крај јас зборував со ваши колеги од другите градови, од Охрид, од Струга и од Штип. Интересен заклучок кажа во однос на вакцинирањето на медицинските лица. Велат дека бројот тековно и се менува, односно може и да се намали, во еден момент да се зголеми, бидејќи некои се откажуваат со оглед на тоа дека во меѓувреме стануваат позитивни на ковид. Колку ова може да влијае на оптеретување на, да речеме, системот на вакцинирање или на изместување од редоследот на вакцинирање? Нели се закажува со мој термин? Понатаму ќе има секој веројатно термин кога ќе треба да се вакцинира и во меѓувреме би станал позитивен. Видете, таа апликација колку јас што сум запознан, ја изготвуваше мој термин или некоја фирма, сега не ме земајте за збор, во овој момент може да аплицираат сите. Меѓутоа, според името, презимето, матичниот број, самата апликација може да ви закаже и за во мај, може да ви закаже и за во април. Затоа е сега добро во овој момент сите оние кои што аплицираат да бидат во онаа прва фаза, значи оние возрастни лица, за да не се прави сега оптеретување и на самиот систем, да не мислат граѓаните, да речеме, јас сега сакам, не сум доктор, значи, и мислам дека можам за 10 дена да се вакцинирам. Не можам за 10 дена да се вакцинирам, затоа што во оваа фаза се граѓаните над 70 години. А сите оние кои што во меѓувреме ќе се заболат, сигурно ќе можат повторно да аплицираат. Имаше една идеја во Комисијата за заразни болести во однос на тоа да се спроведе вакцинацијата во спортскиот центар Борис Трајковски. Што мислите вие за тоа? Видете, јас се слагам со таквата идеја. Министерството е запознаено конкретно со нашите капацитети, со здравствениот дом и мислам дека во овој момент, во оваа прва фаза, ние ги задоволуваме сите оние потреби на граѓаните и непречено, значи покрај тоа да се одвиваат сите други работни задачи на останатиот персонал. И мислам дека во овој момент не е потребно, меѓутоа се има простор и време Министерството, Комисијата за заразни да размислува во насока на таа идеја. И може и да се отвори и во Борис Трајковски, како што велите вие, меѓутоа и ние и понатамо да си ја вршиме нашата примарна работа како здравствен дом Скопје. Исјановски, ви благодарам за вашето гостување.